Тежината на кризата треба да ја понесе државата, но и фирмите и граѓаните, изјави министерот за финансии Фатмир Бесими. Според него, владата треба да обезбеди цените галопирачки да не се покачат и да има доволни количини храна и енергенси во државата, но според него не е доволно да штеди само таа. Нема да биде доволно. Морам да го кажам ова и граѓаните и бизнисмените да знаат. Нема да биде доволно само буџетот, односно државата да направи. Мора секој од себе. Граѓаните со заштеди и фирмите со заштеди при организација и дел од профитите. Најголем предизвик во овој момент е цената на горивата, која на светските берзи драстично се менува по неколку пати во денот. Значи, веќе вчера и денес има намалување и кај цените на нафта, природниот газ и електрична енергија, но вообичаено тоа се случува и за време на викенд. После се очекува пак во почеток на неделата, се надеваме да се стабилизират, иако се на високо ниво, но останува да се види на пазарот. Тоа што едно знаеме, јас го повторувам, значи тоа што е известно во овој период или период на криза, тоа е неизвестност. Единствено што е известно е неизвестност. И ние сме живееме во време на криза на големи неизвестности. Излезот и делот што како обврска и припаѓа на државата, таа се обидува да го амортизира со пакет мерки вредни 400 милиони евра. Според министерот Бесими, средства за справување со кризи има обезбедено, а дел од средствата ќе бидат и пренаменети. Уште еднаш е потенцирано дека во моментот има ликвидност на буџетот, а дали ќе има ребаланс ќе покажат потребите.